Опозицијата не отстапува од барањето за владата да реферира пред собранието за текот на евроинтеграциите и за тоа дали има и кој е планот за понатаму откако Брисел реши да ги одвои Северна Македонија и Албанија од пристапниот пакет. Социјалдемократите уште еднаш јавно го повикаа премиерот да се појави во парламентот и да одговори пред јавноста за најавите за нови решенија за кои се водат интерни разговори во владата. Многу најави има премиерот за некаква поддршка од некои држави за менување на преговарачката рамка, нешто што наводно бија подобрило нашата состојба во нашата положба во процесот на евроинтеграција, меѓутоа сето тоа е некако обвиено со мистерија и не знаеме никакви детали. Премиерот има обврска тоа да го соопшти прво во собранието пред народните избраници, а понатаму и преку граѓаните. Новата портпаролка на владата, на која денеска и беше првиот работен ден на новата позиција, не беше многу конкретна за барањето на опозицијата за отчет во собранието, ниту пак за најавата за некакво писмо со идеи за решавање на деблокадата кое би се доставило до европските престолнини. Кога ќе се подготви едно такво решение, прво јавноста ќе биде информирана, не станува збор за нешто за кое што ќе се држи во тајност. Посветеноста на владата во однос на евроинтеграцијскиот пат е секогаш отворена пред граѓаните со јасно изразени ставови. Токму тоа го бара лидерот на опозицијата, информација до собранието за меѓу другото како што вели да се расчистат дисонантните тонови во владата, мислејќи од една страна на настапите на премиерот, а од друга на министерот за европски прашања за тоа како во унијата се гледа на идејата за уставни измени со одложено дејство. Жалам што неговиот министер Муртезани го демантира во неговите најави изјави дека наводно има некаква поддршка да се донесат уставни измени со одложено дејство. Самиот министер кажа дека воопшто во Европската унија, во ниту една држава, нема расположение за некаква таква работа. Така да сметам дека тие конфузни изјави, тие дисонантни тонови во владата кои што оставаат впечаток дека таму владе е на целосна безперспективност, мора да се расчистат во собранието. Разногласието за кое зборува опозицијата се однесува и на изјавите на премиерот дека кај повеќето земји членки има интерес за какво и да е решение, наспротив вчерашниот настап на министерот Муртезани. На неколку наврати јавно има вкажано дека тој предлог не се гледа со голем оптимизам во Брисел, меѓутоа не се отфрла целосно. Мислам дека ние треба да настојуваме на изнаоѓање на решенија кои што ќе бидат прифатливи и од нашите стратешки партнери. Во заклучоците на Советот на ЕУ од јули 2022, меѓу другото пишува дека одржувањето на втората меѓувладина конференција, што би значило отворање на преговарачките поглавја, ќе биде веднаш штом финишираат уставните измени. Бугарија, како земја членка на Унијата, инсистира на исполнување на овој услов. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.